Министерот за правда Игор Филков очекува позитивен исход за екстрадицијата на двајцата белоци од случајот Монструм, откако оствари билатерална средба со косовската министерка за правда во Приштина. Барањата за екстрадиција косовските власти веќе ги препратиле до специјалното винителство на Косово, па Филков очекува дека по повеќе од една деценија се отвара патот за екстрадиција на Алил Демири и Африм Исмаиловиќ, двајцата осудени за тероризам за петкратното свирепо убиство што се случи на Смилковското езеро во 2012. Разговаравме за сите отворени прашања што ги имаат нашите две земји, кои што го делат истиот реформски пат и за сите предизвици пред кои што сме исправени. Исто така се осврнавме на мал дел на отворени прашања како случајот Монструм и Кумановско населје, каде што од страна на министерката бевме информирани дека нашето барање е веќе процесуирано до специјалното јавно обвинителство и чекаме исход за истото. Така да јас сум презадоволен, се надевам дека ќе продолжиме со вакви средби и ќе работиме на продлабочување на нашите и онака добри односи. На средбата со министерката за правда Албулена Хаџиу станало збори за осудените за тероризам во случајот Диво населје и нивната здравствена состојба за која косовските власти се интересирале, како и за меѓународното приведување на косовски државјани од страна на Србија, а имплементација од страна на Македонија. Таков беше случајот со поранишниот командант на УЧК Блерем Рамадани, кој успеа да избега од обешен притвор од Македонија, а беше уапсен по издадена потерница на Интерпол од српска страна. Тој е баран од Србија за воени злосторства врз Србите на Косово. Меѓу другото, на средбата станало збори за унапредување на соработката на правосудните институции, како и соработката за нотаријатот, извршувањето, адвокатурата и медијацијата. Утре делегацијата од Македонското министерство за правда ќе одржи средба со државниот обвинител на Косово, како и посети на Косовскиот парламент и Судскиот совет.